30% поголема плата или ќе нема полагање на матурските испити, се закани денес синдикатот. Значи, штрајкот ќе продолжи, сите процеси кои што се во надлежност на Државен испитен центар ќе бидат стопирани. Државната матура? Сите процеси кои што се во надлежност на Државен испитен центар. Затоа се надеваме дека во најскоро време ќе добиеме позитивен одговор, бидејќи не е само државната матура, навистина има процеси кои што се врзани со рокови, кои што имаат и застој во извесен период. Оваа реакција доаѓа откако до надлежното министерство барање за покачување на платата е поднесено, но до денес одговор нема. Лично со министерот немаме контакт на тоа ниво, но доставени се барања и ургенции во повод со барањата. И на тие барања нема се уште? На тие барања официјален одговор немаме. Државниот испитен центар има 29 вработени, а 11 од нив земаат минимална плата. Веднаш по излегувањето во јавност на синдикатот на Државниот испитен центар се огласи и министерот за образование Јетон Шакири. Сите синдикати се вклучени во општиот колективен договор, значи и тие вработени кои се дел од синдикатот УПОС, јас ке ги повикам, зашто сите имаме законски обврски и кога се работи за државна матура, не може да го искористат моментот на државната матура за да ја постигнат целта. Целта на владата е општ колективен договор и подобри услови. Порача Шакири.